Почитувани гледачи, дојдовте во уште едно издание на Пресцентар. Ви должам извинување, бидејќи доцнеме 15 минути, веќе 20. Тоа доцнење се должи на целосната блокада на Скопје поради пречекот на Јохан Тарчуловски. Сепак ви се извинувам поради тоа и дури нашите гости доцнат. Имаме само еден гост за сега емисијата, понатаму очекуваме да се приклучат и останатите. Роза Топузова-Каревска, попредседател на ЛДП. Благодарам многу што дојдовте во мојата емисија. Многу го ценам вашето присуство, бидејќи вие веќе сте втор пат во мојата емисија, се надевам дека повеќе пати ќе доаѓате. Ви благодарам. Па јас сум од оние кои што не ги одбивам поканите и мислам дека ние политичарите сме упатени да соработуваме со новинарите, како и вие со нас. Токму поради тоа гледам секаде каде што ќе бидам поканета, секако дека ако нешто ептен не бидам спречена да се појавам во емисијата. Ви благодарам на поканата и ги поздравувам вашите гледачи кои што имат впечаток дека од ден на ден се повеќе. Благодарам, јас ги имам истиот впечаток, забележувам дека емисијата е гледана се повеќе луѓе ме стопираат на улица и кажуваат дека Пресцентар ми се допаѓа. Тоа е одлично. Во моментов се случува една голема фешта, една голема парада, пречекот на Јохан Тарчуловски. Власта максимално ќе се труди од ова да направи политички капитал. Тоа беше и за очекување, воопшто не сум изненаден, сигурно сум дека ни вие не сте изненадена. Како вие гледате на ова што случува во моментот? Па, како што и кажавте, вие очекувано е да од се прави капитал. Кога сега ги гледам сите оние гужви што се случуваат по улиците на Скопје, автобусите, некако се враќам неколку години наназад, мислам дека не се лажам, на еден вака соодветен начин беше дочекан и Љубе Бошковски кога се враќаше од Хаг. Се сеќаваме дека и на неговото бакнување на земјата македонска и бакнежите што ги имаше со Никола Груевски, па излезе дека тоа беше јудин бакнеж, затоа што многу брзо после тоа кога престана Љубе Бошковски да најверојатно да игра по нивните ноти, стана едно заладување и како заврши, мислам дека она што не го одлежа Љубе Бошковски во Хаг, нашата влада го осуди да си ја одлежи казната, која што секако дека, под наводници велам казната, да си одлежи во нашите замдани и при тоа сега не би посакала на вистина на Јохан да му се случи такво нешто. Тоа што власта сака ова политички да го употреби, да го искешира политички, тоа не значи дека Јохан Тарчуловски сепак не еден вид на жртва од целата таа игра околу Хаг. Не навлегам тоа дали он виновен или не за оние злостори за кои што го клеветат, но тоа не може да го тврдам, но факт е дека голем дел на луѓе што можеби требаше исто така да завршат таму не завршија. И тука имаше еден нефер момент од целата приказна. Значи, и јас не можам да се ставам во улога на судија. Сепак ние да веруваме во пресудите кои што ги носи Хаг, затоа што да не заборавиме дека тој исти суд донесе една пресуда која што е многу значајна за нас околу спорот со името со Грција, така да не можеме еднаш да ги почитуваме, а еднаш да не ги почитуваме нивните одлуки, но мислам дека на друго место лежи она што им задева вкусна горчина кај сите нас во Македонија, на македонскиот народ, она што не се најдоа и многу други кои што таму им беше местото и уште повеќе што ние пред неполна година дена мислам дека имавме амнестија на хашките случаи, точно на оние луѓе кои што на најбрутален и најсвиреп начин се изживуваа на неколку наши, значи... И сега многу тоа што тој случај пак се реактивира, имено некој комесар за човекови права или пак или за малцинства, не знам кој бараше во македонските власти, односно уствари само кажа дека еве тука можам да ви прочитам во денешен деневник дека комесарот за човекови права на Советот на Европа Нилс многу тешко има некој латвиско или Мужниекс,
Значи Нилс, комесар за човекови права од Советна Европа, тој бара, односно кажува дека не постојат пречки државата Македонија судски да ги процесира хашките предмети. Наистина ова многу интересна информација, тоа кажува дека доколку Груевски сака правда за оние злостори кои што се клеветеа, оние хашки случаи, тој може да ги процесира ако сака, но проблемот е што со ДУИ ќе се спукаат и тоа нема шанси да излезе на површина. Значи да не се заложуваме, јас не очекувам дека такво нешто може да се случи. Ако Груевски сакаше, тој имаше шанса. Прво, значи во мандатот од 2008 тој доби многу голема поддршка од македонските граѓани со 63 пратеници, така да можеше да носи закони какви што сакаат, освен оние што не е потребно двотретинско мнозинство. И меѓутоа видовме што се случи, но со амнестијата на хашките случаи тој повторно во неговиот познат популистички манир се огради од тоа и целата вина ја префрли на пратениците. Значи дека тие биле што го изгласале законот, макар да знаеме како функционира парламентот, како функционира сите досегашни парламентарни мнозинства, особено ова сега кое што е под целосна контрола на лично на Груевски. И ако веќе еднаш ги осудија и ги амнестира, јас не очекувам дека ќе се влезе во некој процес и да биде правдата задоволена на сите оние кои што, мислам, на задоволство на сите оние кои што навистина се уште ги чувствуваат траумите од настаните кои што се случуваа во 2001 година. Не само тие, сите оние што сакаат правда. Па да, и целиот што сакаат правда, но што држат да. Бидејќи како му успеа на Груевски да политички не претрпи голема политичка штета после такви потези? На самиот почеток јас кажав дека ние политичарите и новинарите сме упатени едни на други. Ако Груевски ги контролира најголем број на медиумите и ги подхранува цело време финансиски, кои што не само да обстојуваат, него многу добро да живеат на сметка на други кои што се затвараат на најбрутален начин, а други пак на еден поперфиден начин, преку казни, нефинансирање, нерекламирање во нив, исто така згаснуваат, тогаш е многу јасно дека може се да му помине што ќе посака, особено што знаеме дека во некои медиуми има многу добри спин мајстори кои што работат во негова корис, меѓутоа мислам дека еден ден и тие ќе треба да ја поднесат одговорноста за она што и се случува и што допрва ќе се случува на Македонија. Дали е возможно, денеска читам во денешните вестници, дека се турка е нов предлог за името, тоа е Горна Република Македонија. И да бидем искрен, изненаден сум што вестниците не го тоа начекуваат на нож многу нешто особено. Дали е тоа еден проблем балон, Груевски може сака да ја провери јавноста околу тој предлог, да може некако да го истурка тој предлог во јавноста, да го смени името, да биде Горна Република Македонија, со што би се постигнал некој компромис, бидејќи Горна не е залепено со Македонија, но само со предзнакот Република, и да успее некако да го протнесе тоа, со тоа тој ќе добие датум за членство. Европската унија нема да го кара многу што е он лош околу демократијата и глупостите што ги прави дома. И ќе добие, претпоставувам, бланко подршка наредните години, да воопшто да не го прекоруваат за те глупости што ги прави. Дали постои шанси тоа да помене? Што мислите вие? Па, навистина овие денови се случува нешто што беше очекувано, но сепак помалку и како тоа се прими во Македонија и како се спинува пак од луѓето блиски околу Груевски, дали се тоа така наречени независни аналитичари, кои што доскоро, значи, продаваја голем патриотизам, ги осудуваа сите оние што и ќе помислеа дека може такво нешто да се случи. Сега гледам дека се многу поумерени и поинаку ја примаат оваа вест. Значи можеме да очекуваме и тоа, и ако знаевме, јас имам чувство дека тоа од поодамна беше договорено и токму оваја победа на локалните избори, сите тие наблюдувачи, мисии, па и Европската унија
имам чувство дека некако ги не само што прогледаа низ прсти, туку дури и замижаја за многу неправилности, се во насока на тоа да се реши проблемот со името. Сега би сакала малку тука околу тоа Година Република Македонија. Исто тоа, значи, затоа викам дека почувствував не само што не е на нож дочекано ова решение, туку дека благо почна да се објаснува како демек сега е Година Република Македонија, па потоа ќе се изостави тоа, некој ќе го заборави дека е година, кога би била Република Година Македонија, не баре не може, па ако сака некој, тогаш може да го изостави, што тоа значи. Мислам дека тие објаснувања не се многу логични, но за жал може би кај дел од народот ќе поминат. Ако, значи, мене ме прашувате лично, за мене е многу поважно што е со идентитетот. Никој не го спомнува. Нели, до сега не се прифаќаја многу имиња, да речеме што беше полоша Година Република Македонија, што е подобра од Република Македонија во заграда Скопје 2008 година и до сега ќе бевме и членки на НАТО и на Европска Унија и може би ќе имаше некој ред, нема да владееше ваков хаос во Македонија и може би работите полека ќе почнеа да се придвижуваат на добро или барем, ако ништо друго, немаше да ни се иселат 172.000 луѓе во последниве 2-3 години колку што ја напуштија Македонија. Барем дел од нив, поголемиот дел ги зачувавме овде. Значи, затоа велам дека за мене е многу важно прашањето на идентитетот и јазикот. Ако не се споменува сега, зошто тога, ако тоа се подразбира дека останува, зошто да не се подразбираше во 2008? Така ми се наметнува логично прашањето. Значи, ќе почекаме малку, ќе видиме. Јас навистина не би сакала да се случат некои работи кои што ќе имаат долгосежни последици за нас, значи за нашата држава, па сега да кажам и за македонците особено. Како ќе се однесува сега опозицијата? Во насока на... Добре, нашиот втор гостин ќе се приклучи, за тоа време ние можеме да ја правиме емисијата понатаму. Значи, како ќе се однесува опозицијата сега? Доколку таа сака да биде тотално неодговорна како што е власта, таа може политички сега да профитира и таа сега да обрне нов лице да каже: аха, ние па сега не сме за промена на името. Може ли тука или пак да настои опозицијата да покаже колку е само власта, значи да ја обвини за предавство или така натаму. Јас сум сигурен дека доколку Груевски беше на местото на сегашната опозиција, тоа ќе го искористише максимално, ќе го дигнеше народот на бунт, на улица ќе излезе, на площад ќе блокира цела држава и ќе беше хаос невиден. Да, но јас сметам дека ние треба да покажеме дека не сме сите исти. Токму тоа мора да веќе почне народот да го доживува и перцепира правилно. Ако сме сите исти, зошто тогаш па и би се менувале, би гласале за едни или за други, тогаш нека остане Груевски како што еве настојува да остане. Сакам да го представам и нашиот втор гостин за вечерва, господинот Јанко Бачев, професор Јанко Бачев, лидер на партијата Народно движење за Македонија. Благодарам за уште еднаш за вашето присуство во мојата емисија. Ние сега само да ви кажам што разговаравме до сега за пречекот на Јохан Трчуловски и за новиот предлог што денеска веќе може да видиме дека е предлог на маса, а тоа е предлогот Горна Република Македонија. Знам дека вие, вашата докторска дисертација е на проблемот со името со Грција. Како вие гледате на тоа, но претходно како вас ви изгледа пречекот на Јохан Трчуловски? Мој впечаток е дека власта сака максимално да исцеди политичка корист од целиот настан. Како лимон ќе го исцедат овој настан, мислам дека наредните 2-3 недели Јохан ќе гостува во сите провадени медиуми, сите шоу, а до него секојаш ќе седи премиерот и уште ќе се билда тој патриотски, пастирски лик за премиерот. Јас ги немам видено, да бидам искрен, снимките од пречекот, дека денеска така имав некои обврски, некои приватни, нешто и партиски. И од синака што го прочитав тоа на порталите, стоеше дека има
така поголем пречок со масовно носење со автобуси од надстрешноста од Огномети и од градот Скопје преку јавно сообраќајно претпријатие. Неку за самиот чин можам да кажам дека се исправат некои неправди во однос на Македонија што се случија со тие, така да кажам, сценарија на тие помоќни актери кои што уште со распадот на Југославија нека 90-те години зацрта така да има некој условно кажано паритет и во оваа смисла у сите републики да има по некој во ХАК. Нека го прашате само Трчуловски, он само дали знае зашто беше таму. Пример, таа е реалноста. И сега од друга страна точно беше кажавте, власта можеби ќе настојува да политички да профитира од целиот овој настан. И сега за мене тука има една друга димензија, можеби сега е право време така ние како македонци да се сплотиме да покажеме едно единство. Еве тој пионерски чекор беше направен за локалните избори со тие листи во Струга и во Кичево заеднички. И јас мислам дека сега е правиот момент кога веќе овој Теодор Мерон, председател на Хашкиот трибунал, се одважи и пред време го пушти Јохан Трчуловски. Сега мислам дека е на потек еден друг председател Ѓорѓе Иванов, да даде помилување на Љубе Бошковски и тоа национално славје така да биде комплетно. Тоа единство македонско, мислам дека тука ќе покажеме на голем чин. Како македонци, така тоа неопходно политичко единство кој што е недостатоцно на Македонија веќе 20 години. И мислам дека Ѓорѓе Иванов сега треба да биде на висина на задачата и веднаш од понеделник да го помилува Љубе Бошковски. ме фативте наистина во големо изненадување, ова не очекував да го предложите. Јас сакам да се приклучам кон тој апел. И се надам дека тоа е мој лично мислење сега. Тоа сега е моментот. Ја мислам дека е одличен предлог. Се надам дека ќе ни изненади сите господинот Иванов и ќе покаже доблест и ќе го амнестира. Како се тоа аболицира? Амнестија дава собранието. Помилува, ќе го помилува господин Бошковски. Што е со новиот предлог сега со околу името? Па, јас не би сакал да разговарам за тие предлози, бидејќи и мојот став и лично и како партија јасен. Вие убаво кажавте, јас дури и бранев докторска дисертација на таа тема, јас сум застапник за правните механизми во Обединетите нации. Некој таму моја книга ја обработувам 4 меѓународно правни механизми за враќање и употреба на името Република Македонија, и тоа преку генералниот секретар, преку Совет за безбедност, преку Генерално собрание и преку Меѓународниот суд на правдата. Ја таму детално ги образложувам сите тие правни механизми во книгата и сега, доколку во една предпоставена ситуација, најпосле се охрабри македонската влада, дали ова или дали некоја идна македонска влада, се охрабри да го направи тој радикален пресрт во македонската политика и проблемот името од политичка да го префрли на правниот терен, каде што според моје мислење му е местото. Треба тоа е правно прашање кое што треба да биде решено според меѓународното право. Значи тоа е една политика, доколку се одважи некоја македонска влада, тоа е прашање на државниот врв за кој од овие меѓународно правни механизми би се определил. Јас сметам дека тоа е една од причините поради која ја напишав книгата. Сметам бидејќи во Македонија не постои еден целосен и комплексен така истражувачки труд кој што на еден сеопфатен начин ќе ги обработи сите меѓународно правни механизми кои што стојат на располагање на Македонија, иако да за волја на вистината постојат парцијални научни и стручни трудови и некои други така научни академски ангажмани во државата кои што на еден парцијален начин го обработуваат тој проблем. Така да јас сум поборник, значи да нема менување на името, али сега гледаме дека веќе и премиерот и председател Ѓорѓе Иванов зборуваат, го користат терминот компромис, така да сега фактички ние имаме една изедначена позиција во однос на името. И од страна Никола Груевски, и од страна на Кога почна да користат тој термин компромис? Па ја го спомнуваат кога кажуваат дека сме спремни за компромис. Тоа председател Иванов од порано го кажува, го спомнува и премиерот, така да се имаме една идентична позиција. И на опозицијата и на позицијата за однос на Јас господи имам чувство дека премиерот Никола Груевски покажа маестрална способност и квалитет како политичар сите проблеми кои што ќе му дојде на маса да ги претвори у сопствена корист да ги употреби. Например, еве за името сега разговараме, мислам дека тоа името тотално го употреби во своја корист. Извлече многу голема политичка корист од тој проблем. Исто така, сега денеска читам баш кога идев наваму дека ММФ е тука во Македонија, Меѓународниот монетарен фонд, и тие му дале одлична оценка на него и на неговата влада, како он се справува со економијата и со
заемите и така натаму, иако знаеме дека многу видни економисти во Македонија излегоа со анализи дека Македонија страшно се задолжува, дека ги троши парите нерационално, дури буџетот има дупка во првите месец-два од 150 милиони евра. Тотално дури некој лаик на маса да го седнеш ќе му декне дека нешто глупо се случува тука, со такава бирократија толку малку вработени, дека сите фондови се рокнати, и пензиски, и здравствен, ужив ужасе. Но потоа анализирав себе си, се запрашав зошто ММФ размислува така, зошто ММФ му дава бланко подршка на Груевски. Дали тоа може би е во контекст на името, бидејќи тие му велат окей, ќе ти давам уште заеми, ма ти реши го проблемот со името. Тоа е едната верзија на теорија на заговор, нели? Но другата шанса е дека уствари во моментов владее светска криза и ММФ има изгласано стратегија на сите земји да им даде бланко подршка кога тие ќе трошат јавни, кога ќе прават јавно трошење за да се убlaži кризата. И тоа Груевски мајсторно го искористи тој сигнал да таа јавна потрошувачка ја врзе со своја политичка корист, именно да ги дава оние субвенции, да ги троши за Скопје 2014, за телевизии, за медиуми, да вработува луѓе, а тие луѓе да ги работат со партиски книжки. Буквално таа антикризна политика се стави во некој своја корист. Исто така и со името, нели? Исто така и со името тој го злоупотреби. Тоа се представи како голем патриот, за да на крај и сега кога реши веќе да го одмени името, тоа го смени со многу голема цена во негова корист. Претходно направи многу глупости со собрание и така натаму, а сите тие еврокомесари ги врза и ми рече слушај, или вие ќе молчите за сите глупости јас ќе ги правам, јас ќе го променам името или пак не го менам името. Значи он што и да прави, се добро мери на вага и секогаш пази на едно нешто, тоа е неговото останување на власт. Ништо друго не е битно. Очигледно е дека тоа мора сите да го признаеме, дека Груевски си ја сака власта и ги употребува сите методи како да задржи таа власт и како да остане што е можно подолго. Јас пак ќе се вратам на тоа дека не смееме да ја заборавиме улогата и на медиумите. Очигледно дека е добар играч, како вие што кажавте, но огромна е улогата на медиумите. Многу е лесно да се манипулира со народот во една ситуација кога немаме критички настроени медиуми, затоа што и тие што се критички гледаме како завршуваат, да не се повторувам. Значи тоа на самиот почеток го кажавме и многу пати народот не ја знае вистината, што се однесува до ова од последниот извештај од ММФ, да бидам искрена, не стигнав да го видам овие денови, затоа што знаете дека сум зафатена со овие сега проблеми што ги имаме повторно со општина Центар и меѓутоа може би е така, ви верувам, како што кажувате, но јас тука ќе ве потсетам на, вие ми покажувате, нели, од пишан медиум тоа, ФОР пред непол месец дена изјави дека медиумите многу често не ги пренесуваат баш онакви какви што се пораките кои што ги добиваме. Значи не велам за конкретниот случај, но со оглед на тоа дека не сум го видела и не би сакала да коментирам, но факт е дека во Македонија не секогаш точно се пренесуваат пораките од Европската унија. Ако кажеме дека Груевски е мајстор за вадење на политички поени од се што му доаѓа на маса, каков и да е проблем, он знае да го така добро изврти со помош на медиумите, тука ви признавам. Дали можеме да кажеме дека опозицијата ја нема таа умешност? Ја нема таа умешност од сите настани да извлече некој позапа за себе или пак таа играјќи во корист на државата и во корист на народот, сепак се одлучува да работи против своја штета, односно против себе си, како што беше со територијалната поделба, кој што беше врзана со рамковниот договор, СДСМ тогаш реши сепак да оди со територијалната поделба, кој што и ден денеска и носи политички штети на СДСМ.
Значи, јас сега не би сакала да се враќам толку многу назад, но точно дека законот за територијална поделба ни нанесе голема штета, како на локалните избори, што непосредно после тоа се одржа, и покрај тоа што референдумот беше неуспешен, но тоа се одрази на резултатите на локалните избори 2005 и се разбира на 2006 на парламентарните избори, но тогаш јас ги имам стенограмите од моите колеги, зашто јас тогаш бев во парламентот, кои што и сега се таму, некои од нив се и на добри позиции во самата партија, значи дека ние, кога ќе дојдеме на власт, ќе го промениме законот. Па сега, во еден период ви кажав, има и 63 пратеници, зошто не го променија законот? Значи, тоа веќе е нечесно кон својот народ. Сега да не ги вадиме нели стенограмите. Тука исто така оние изјави на Коце Трајановски и на премиерот дека они никогаш не би поставиле висок функционер на УЧК на многу одговорна државничка позиција, за да сега токму премиерот го постави Талат Џафери за министер за одбрана. Имаме такви моменти многу. Во право сте, секако, значи една недоследност. Точно е дека најголем број политичари не го зборуваат истото кога се во власт и кога се опозиција, да бидам искрена. Но до тој степен превртливост, мислам дека дури има едно поинаку би можело да се именува како нечесност и манипулација со народот. Господине Бачев, држи ли ова теза дека Груевски е политички маестрален играч, знае наистина од се да вади политичка корист и тоа добро му оди до сега? Па јас, бидејќи господине Каревска го спомна Центар, малку со закаснување им честитам на победата во Центар Каревска. Чека, таа победа дали е Јас одмah тука ги ви кажам дека во моментов се дебатира, има владеачката партија околу 66 приговори. Не знам како тоа ќе заврши, да се надевам дека е само купување на време, затоа што навистина народот знаете дека е најчувствителен кога ајде еднаш, ама вторпата кога му ја украдеш победата, знаеме дека и најголемите диктатори и режими паѓале кога ќе почувствува народот дека му се краде нешто што сам го извојувал. Пред време да честитам. Така ви благодарам, јас на честитите. Чекај, пред да продолжиме, дали Куманово време е јасно дека? Да, Куманово е завршено, што се однесува пред ДИК. Сега нели има рок од 24 часа да се поднесе жалба до управните судови и тие во 48 часа можат да одлучат дали ќе има и каде ќе има прегласување. Значи дека не е завршена процедурата, но со самото тоа што ДИК веќе ги отфрли, дава надеж дека можеби полесно ќе се заврши целата оваа работа, затоа што навистина граѓаните веќе се изморени од гласање, мора да признаеме, си го кажаа своето и сега е многу нечесно, како што реков, да се чувствуваат дека некој им го краде она што они си одлучиле така на крај крајева. Да се надеваме дека и јас се надевам дека ќе биде само купување на време, да се допостават спомениците во Центар и да се среди документацијата. Повелете, господин Бачев. Па во однос на ова што го кажавте, мислам тоа горе-доле јасно е. Пропагандно дека добро игра. Ова гарантура. Тој има таму еден тим на советници од таа Конрад Адауер од Германија, кој што прекрасно ги влече конците во позадина, кој што ги прави сите тие пропаганди, сите тие совети. Во владеачката ВМРО ДПМН, таму деталите одат дури толку што да кажеме на секои митинзи на говорниците до запрек им се пишува што треба да кажат. На тие дури кога бев во таа коалиција наоѓав на проблеми со тие едни така германци од таа Конрад Адауер, кај што за мене беше тоа непоимливо сега, да ми напише некој што да кажам на митингот до последна заперка, за мене беше тоа несфатливо, затоа што можеби доаѓав и во конфликти во таа коалиција. Така да, мислам, тука нема што да се каже. Сум слушнал дека пред секој настан на премиерот му стават капки у очите за да му светат поубаво пред камера. Да, тие детали, кога да се насмее, кога да дигне рака, тоа не е спорно, мислам, тие детали ги прават. Па затоа можеме да видиме нека новина што ја немавме 20 години, тоа е при секој настап на премиерот именно десетина души позади него што дремат како ќурани. Иако сигурно имаат министерства и работа, но они сепак тука блеат како овци позади него, само за да биде сликата поубава. Тоа е општо познато, не само премиерот, сите лидери тие имаат цели тимови кои што до детали им ги планираат. Али пак е дека ова, да кажеме, гарантура совршно ја игра таа пропаганда. Игра, да кажеме, со кој што ја гледаме, носи резултати.
кај народ. Но вие тоа зборувате за пиар. Јас зборувам дури не само за пиар, јас зборувам за стратегијата што ја играат дури понатаму. Па таа стратегија не е тактика, тоа е цела стратегија разработена во кој што има цели тимови кои што до детали ги Значи точно тоа што кажа премиерот 24/7 дека работат, но тие 24 часа околу 3 се задржаваат, а другите с 15-16 се како да останеме на власт, како да го надиграме СДСМ, како да го зафркнеме народот, како да многу повеќе труд и енергија и наистина добро им оди. Па видете ли со еден детал да кажеме, јас бев учесник на локалните избори, нели долго време СДС бевме сите убедени дека ќе ги бойкотира изборите и да кажеме владеачката партија не остави ништо на случајност, една партија по нарачка и најде 55 кандидати за градоначалници. Таа нема 55 членови, а имаше 55 кандидати за градоначалници. Значи тоа беше во време кога се очекуваше СДС да ги бойкотира изборите и Значи има план Б, план С. План, па да се прекаже ако од Европа имаш некои критики, се каже има и други партии, да кажеме на тие. Дури може да се очекува таа партија да почне нешто да го критикува Груевски, така, па да глуми како опозиција. Тоа само по себе е смешно што имаше 55 кандидати, таа партија нема 55 членови. Па и Лилјана Поповска излезе со своји листи да ве подсетам, значи па и тоа беше глумење да кажеме на некоја опозиција бидејќи сега за мене несватливо вие седите со Груевски подпишувате коалиција за настап на локални избори, од друга страна викате дека сами одете и тоа на Лилјана Поповска беше една глумење така повеќе за Еден од тие кандидати што ги најдоа од 5 до 12 и она кандидатката од Велес, тоа 23 годишно девојче таму Гревче. Ке се расплачеше, ке паднеш у несвес со Велес на пресконференцијата, не знаеш што да каже, значи токму луѓето ги извадиле од кревет пиджами ги. Повеќе од тие 55 што беа таа партија 55 кандидати кои што во секој случај мораше. А ова се Пустец беше многу јака фора. Мислам тоа беше само генијално. Мислам дека таа инвенција на светски размери, мислам дека тоа никој не го направил досега. Буквално ти да увезеш народ од друга држава да гласа за тебе у центар. Тоа беше мислам политичка инвенција и треба печат да му се удри на Груевски од она, како се кеше на бирото за интелектуална собственост, дека тоа е генијална идеја. Ја не мислам дека некој тоа друго направил. Значи јас би сакала да манипулира со тоа бројка, ама ја не верувам дека е голема бројка Пустеца. Дали може да влијае на може има некој број. Значи па илјади луѓе одлучува на податоци колку била таа бројка. Ја би сакала две работи, значи се сложувам со вас она што го кажавте дека има добра агенција, но тука мора да му, значи не само договорите што му ги пишува на митинзите, што до некаде и јас не се сложувам со вас дека не е добро тоа да се прави, но дури и репликите на пратениците им се напишани. Значи не дека тие им ги пишуваат, но има некој центар кој што се грижи дури и репликата да биде напишана, нели? Сега некој од нив пак за волја на вистината, и ако не им се напише, ќе кажат нешто што и не е на место, али ајде тоа да не го коментираме. Мислите дека дури тие странци ги советуваат да не одат на дебати? Не, точно и тоа, но знаете што сакав да кажам? Значи јас секогаш гледам да зборувам објективно и така мислам дека и народот ме доживува од како политичар кој што не е едно насочен, значи само да ги гледа лошите, но и добрите. Мора да признаеме дека кај нив има дисциплина. Значи кај ВМРО ДПМН има дисциплина, затоа што може некој да најде исто таква агенција, исто толку добра, но што ако тоа не го почитува и не го спроведува? Кај нив има, значи до тој степен Они се свесни дека толку им држи тоа црката што се вика. Не знам зашто па свесни се, а овие седосменците се преценуваат, тоа не мисли дека се знаат, по ствари на крај ништо не биде тоа. Не знам зашто се работи психолошки, сега не би сакала да ги анализирам, но факт е дека дисциплинирано постапуваат и се што ќе им се каже, тоа го еден пример дека сте во право. Пред кампањата, 2-3 дена пред изборите, во мојата емисија дојде Еса Драхич од СДСМ. И овде во емисија каже дека поставувањето на Тео Џефери ствари не е некој голем проблем за министер. А целата идеја на СДСМ беше состојање што го зема да избори на говорниците, таа негативна енергија да ја пресликаат кај нив име на гласачи, така ли? Да. А доаѓа Еса Драхич тука и кажува пред камери, пред емисија дека па не е уопште проблем ставањето на тоа, значи тоа е гаф невиден, така? Ова мисля не е гледано на национално ниво, нема тоа голема штета, но сепак тие што го слушаме. Не, знам дека кај нив тоа нема да се случи. Значи во ДПМН тоа нема да се случи и сега уште еден проблем сакам околу Пустец, нели, сосема кратко. Мислам дека
во центар само околу 600 луѓе се запишани на списокот, што мора да признаеме дека не е мала бројка. Ако земеме дека Андреј Жириновски победи со 980 и некој глас, значи при некоја помала излезеност можеше и тие да одлучат. Ме разбирате? Значи тоа е... Пашка Тито Велеви си имаат 300-400 души и они. Така, да. Они исто брај и ми и така. Не, јас мислам со Тито Велеви си повеќе беше оправдување како ќе се исфрлат повеќе гласачи, инаку овој не може да ги контролира сите. Тој имаше 411 гласа на... А тука во мојата емисија оној Михаил Младеновски, она малото момче, кажа дека и неговите, мислам дека на неговата листа имаше нешто околу 300 или колку имаше у центар. И ја го прашав, па чекај, ти ако си сепак опозиционер, оти не ги повикаш твоите тие 300 или колку се да гласаат за Андреј. А не, вика, ја ќе оставам нив сами да одлучат, што е не фер ако си опозиционер тоа да го кажеш. Јас мислам дека тие не можат да ги контролираат. Нити Огриновски ги контролира тие 411 гласови, да не се лажеме, нити пак овој ги контролира тие 300 гласа, но тоа е друга тема. Сакав да завршам што повеќе е суштината на Пустец. Значи, ако ти како власт си толку многу комотен и на станот на носителот, на таткото на носителот на листата на Тодоровиќ, запишуваш дека во тој стан престојуваат 5 луѓе од Пустец, тоа е порака која што ја праќаш, дека ние сме семоќни, што сакаме ке си правиме, значи тоа мислам дека е дрско веќе. Можеше да се најдат, да признаеме и други станови каде што ќе се запишат. Не мора баш на носителот на листата, и што беше интересно, значи на гласачкото место каде што требаше да се појават тие, тоа беше во Заводот за рехабилитација, пред него стоеше точно тој носителот на листата, додека не дојдоја и не изгласа. Јас стоев на 2 метри од него, значи, и кога изгласаа тие од Пустец, тој се повлече. Значи си ја заврши работата. Носителот на листата на Тодоровиќ. Мислам дека тоа е веќе нешто што после толку години на власт, после толку голема доверба која што ја добиваат или на одреден начин, сега да не навлегуваме како се ја добиваат од граѓаните, подкуп, уцени, присилување, па и фалсификати, но фактички тие, значи, ја имаат, ги добиваат местата, веќе тие се дрски, арогантни во однесувањето и тоа народот би го карактеризирал како една аздисаност. Бевте ли вие самите изненадени од победата на Андреј во центар? Бидејќи, гледајќи ги изјавите на Андреј, тој ден он беше многу резигниран. И ја мислам дека тој човекот си има откажано некад победата. Не беше откажан, значи не беше откажан. Бидејќи јас сум изненаден. Јас сум изненаден од тоа што машината на ВМРО е затаи баш у центар. Не, вие, значи, многу мина се изненадени, но навистина сепак се работи за центар. Значи, не може до крај сите луѓе да се манипулираат таму. Има луѓе што се излегоја и покрај сите притисоци, и покрај сите закани, и покрај сите уцени. Подкупот таму не играше многу голема улога, освен кај одредени слоеви, сега да не именувам каде, на кои избирачки места, но кај нив немаше такво нешто и тие излегоја и дури мислам дека уште повеќе беа револтирани точно од тие гласачи од Пустец, не дозволија тие да одлучат за кој ќе биде градоначалник на центар. И не беа само од Пустец, тука имаше увезени граѓани од внатрешноста на Македонија, значи од Прилеп, Куманово и така натаму. Знаете ли колкава е процедурата ако јас сакам да си ја променам адресата? Не само од едно место на живење, од еден град во друг, туку во Скопје од едно место на друго. Ако сакам поготово од еден град во друг, па полиција дома. Лично мене, еве ви кажувам, ми дојде полиција да провери дали навистина живеам на таа адреса каде што сакам да ја променам местото на живење. Значи, тоа секако беше пред години, но и сега исто и модат. И сега тие во еден ден добиваат лични карти. Тоа е нешто што мислам дека го виде и ОПСЕ и ОДИХР, но прашањето е зошто тие работи се премолчуваат и пак се враќаме на она почетното. Најверојатно преголем е влогот за сето тоа да се премолчи. Што ќе се случува сега со центар, господине Бачев? Кои све што очекуваме? Видов дури некој новини да го прашува Андреј Жириновски ќе дислоцирате ли портата? Мислам дека тоа е веќе не објективно да се очекува така. Тоа е лош потек што излегуваат обредени така
блиски луѓе до СДС кои што кажуваат дека ќе рушат ако дојдат на власт, мислам тоа носи негативни поени. Не, во таа смисла и јас не верувам дека некој би си представил таков чекор сега да зема да ги руши сите тие споменици доколку дојде до промена на власт на централно ниво некоја така блиска иднина. Сега тука центар ќе се види сега со ова со Советот, бидејќи Советот има некои така генерални надлежности што се многу битни околу плановите урбанистички, околу буџетот, така да сега тука тесна е многу разлика. 12-11? 12-11, но сега ќе влезат во игра најверојатно и други некои механизми за Кој мислите, кој е најслабо карик од тие 12 советници? Кој ќе окупат? Примерот пред овие кога сега само имаше мнозинство, но еден пред. Треба ли во емисија да направиме една бинго лотарија кој ќе биде купен па да погаѓаме се дека да Не, Тоа што помина односот да си ги решите проблеми. а и тој одлада, па да бидам искрена. Но сега не беше. И одлада па помина. Бајца? Да, значи пред уште Си одма реши помина. бајаги проблеми колку не познаат. Да, тоа е точно и мислам треба да бидеме искрени, нели? Видете, јас ако победи, мислам и очекувам дека ќе победи Жириновски, не би оделе до тој степен. Мислам дека иако многу луѓе се очекуваат од оваа власт, јас еве сум по-оптимист и мислам дека и тие имаат некој лимит. Имаат некој лимит до каде ќе одат. Не очекувам да се случи такво нешто затоа што обично кога градоначалникот е од друга партија, тогаш повеќе се купуваат, нели, се продаваат пратеници, советниците, тогаш настанува онаа трговија, но ако веќе од истата партија, така да или коалиција, Што премиерот од другата партија? Сега видите, сепак имаат локална власт и се доживувајте како една, да речеме, така, еден зрак на надеж тој центар, така многу мина го доживуваат во цела ова. Вие како ЛДП и како опозиција, бидејќи го имате тоа лошо искуство дека ви купија двајца советници, сега кога ги стававте на листата, пазете ли кога ставате таму, малку од малку, му давате ли квизови да заокружува дали има, знаеш, што е чест, што е достоинство или? Видете, сега ќе ви кажем една работа, значи човек до тука до крај не може да биде сигурен во никој. Ние знаеме дека видни функционери од ЕННИП и од други партии заминуваат од партиите, па некои се враќаат повторно и така натаму, да не зборуваме, значи Лилјана Поповска беше член на ЛДП, нели, замина. Па и други, да не ги набројувам сега, да не ги спомнувам, исто им се случува и на СДС и на ВМРО, особено па кога ќе се изгуби власта, тоа многу полесно, податливо е да се помине онаму каде што е власта, но јас, значи, еден од методите кои што сум слушнала дека го практикува ВМРО ДПМН, барем со пратениците, подпишување на меници. Значи, тоа сум го слушнала, не тврдам дека е така, но јас пак ќе речам што би било тоа, на што би личеле ние ако би биле сите исти. Значи, сепак оставаме на моралот, навистина имаме страшна ерозија во ова општество на моралните вредности, но пак не може човек да биде до крај сигурен во никој. Не очекувам сепак дека ќе се случи такво нешто. Ај тие мениците малку да ги разработиме. Како оди тоа? Познато ви е со мениците? Со кој? Некои меници се подпишувале, што тоа кажуваш дека ти излегуваше во јавност дека се обврзуваат, дека ќе бидат лојални, ако не ќе изгубат имот. Како што гласи на таа мениците, што пишува на Па неа? или фиктивно стои дека има кредити земјено или кои ќе заложуваат. Мислам, тоа е некои имотни обврски преземаат и доколку се откаже лојалноста, Автоматски им се активираат. пропаѓа имотот. Ама тоа мислам ако прашаме како може правно да се изведе, Да, тоа е правно. многу лесно. Како? Например, ќе кажеме дека јас на Саше му долгувам Кредит, или заем, така. 30.000 евра. Што ако не е тоа така, како тоа е лага? Па сега јас морам да ставам нешто, нели, тука и дека ако не му ги вратам на господинот XY, дека Меницата ќе се активира? ќе се активира меницата. Сега, кога ќе се откаже лојалноста, значи дека јас не сум му ги вратила парите и тогаш може... Сега ова се предпоставки, едно од решенијата, но тој што го прави најдобро си знае, сега да не шпекулираме како се прави. Јас би сакала околу спомениците малку, ако може. Мислам дека, да, се сложувам со вас, рушењето не е добра работа и самиот збор руши, нели, едно е гради и руши. Тој што е градител секогаш е позитивниот, рушителот е негативна конотација.
но мислам дека прво што треба да се направи тоа е една ревизија, затоа што народот сака да знае каде му се потрошени парите. Значи тоа е едниот аспект. Вториот аспект е ревалоризација на спомениците, значи да се види што тие всушност представуваат од ликовен, уметнички, историски аспект и може потоа да се разговара за да се стави одреден ред на тие споменици. Значи јас не велам дека да се рушат, да се уништуваат, но може да бидеме искрени. Ништо не би пречело ако се дислоцира, да речеме, 20 на метри или 100 на метри лево, десно, затоа што мора да признаеме, ако отидеме на плоштадот, спомениците изгледаат дека каде што дошле, таму ги растовариле и таму останале. Значи нема ни една композиција на нивното поставување. Инаку, јас за голем дело нив сум да бидат таму. Колку споменици беа ставени пред 2-3 дена? 40 споменици. 40? Да, 40 споменици. Бре... Да, 40 споменици. И знаете, тука има и една друга димензија. А колку пред тоа имаше ставено? Ми знаете ли на број? 119 додека знаев. И сега колку има, значи? 160? Тука некаде би биле, значи, велам, додека знаев, додека го имав податокот, може да има повеќе. Прочитав една многу комична статија во Нова Македонија. Тој новинар е наистина феноменален што го напишал тоа. Дека уствари сега владата работи многу домакински и од сега па натаму спомениците ќе се прават во Македонија. И тоа ќе дало голем импулс на македонската економија. Ќе биле Made in Македонија. Тоа е нашата базис за нашиот развој економски. Изработката на споменици во Македонија. Па ако е така профитабилна, ако профитира Македонија како што профитираше Фиренца, тогаш може би... Ако некој ми кажува мене од 2005-2006 дека економскиот мотор кој што ќе влече оваа држава ќе биде изработка на коњи и споменици, ќе сум се смеал 3 дена, но рековте вие 160 споменици? Да, додека... И тоа сите се милионски. Многу интересна колумна напиша Никола Гелевски на порталот Окно, кој што кажа дека во Сплит се дигнала огромна паника во јавноста поради обидот на тој нивниот градоначалник да постави биста на Туџман, која што коштала 100.000 евра. И јавноста се кренала на нозе од кај тие 100.000 евра кои ќе ги даде. А ние дававме до сега кој знае колку милиони. Мислам дека нема пресме. 500 сигурно. Ајде да кажеме од тие 500-300 нека биле за објекти кои што се ајде, објект ќе остане, нели? Мислите на целиот проект Скопје 2000? Не, за споменици колку били дадени само. Не знам за сигурно 100 милиона или 50 нека се. Наистина, знам еве еден податок да ви кажем, дека овие што се поставени на мостот, нели, пред самиот мост, камениот мост се некаде двата коњаници во вредност по 800 до 900 илјади евра. Значи, за разлика од нив, Скендербек, кој што е со малку помали димензија, ако не се лажам, е 85.000 евра со вклучително и транспортот е платен во тоа и неговото поставување. Значи, 10 пати е поевтин, да, навистина е нешто помал, но мора да признаеме дека е многу добро изработен, она што го гледам, значи, од ликовен и естетски аспект е добар. А вие вас тоа е професија, така? Да, значи, мислам... Не уметничка имате археологска, така да, што... по професија сум археолог, да. Не го кажете, ја го кажам како електроинженер, па тоа не држи, ама вас... Да, Господин Бачев, како вас ви изгледа целата таа работа? Не сум не прашал за Скопје 2014 до сега. Во секој случај сега дека гледаме дека на јавна сцена се искристализираат две мислења, кај двете најголеми партии. ВМРО ДПМН има едно мислење за спомениците, СДСМ има сосема друго мислење и баш во тој контекст јас сметам дека ќе биде интересна битката за советниците. Кога во услови кога веќе е известно дека Жириновски ќе биде победник како градоначалник, бидејќи јасно дека партија ги дава владата, но сега формално правно сите тие одлуки гледаме менуваат излезе во надлежност на советот. Тие маркици таму локации поменуваат преку општина центар. Дури дислокацијата ќе треба да се гласа? Па јас мислам, ако мене ме прашувате, дека најдобро е пред се да се направи еден референдум во општина центар, да видиме дали значи луѓето се сложуваат се да остане онака како што е или дозволуваат да се направи една ревалоризација, значи на целиот тој проект
секако дека реков рушење, не сум за тоа и јас затоа што е многу негативно. Иако Ама и глупо е, веќе сме дали милиони таму па сега да рушиме, се дупла штета е тоа. Да, иако ако мене лично прашате, особено триумфалната капија веднаш би ја тргнала. Текст ми беше смислата дека владеачката партија веќе кога губи градоначалничкото место, значи ќе настојува да прави некој обструкција или баланс, како да кажеме, преку Советот, и од тој аспект мислам дека нема да се помират баш така лесно. И како што кажа и господја Каревска, значи живи луѓе, не можеш да веруваш во сите како сега ќе се однесуваат. Особено пара врти где другија нече, така што многу е значи тесно мнозинството. Сега вие кажавте преска дали има такви да кажеме примери. Во нормалниот свет ги има тие примери, посебно во Франција кога председател. За кои примери? Па председател, пример влада да е од една партија, председател од друга партија, градоначалник од една од Совете, каде тоа во науката го нарекува кохабитација, да кохабитираат помеѓу себе, да соработуваат кога се од различни партии. Ние во наша 20 годишна историја, колкогаш сеќавам го имавме тоа само во еден случај, 98 година кога победи ВМРО и Демократска алтернатива, владата беше од една партија, Киро Глигоров беше како председател до 99-та, една година од друга партија и видовме дека многу лошо. 98 веќе не беше. 98 победија ВМРО како идеја, а Киро Глигоров не заврши 99-та. Да. Трајковски го избра да Нема една време беа Бранко и Груевски. Една година кохабитира, владата беше од ВМРО идеја. А после беше со Бранко и Груевски. Сеќаваш 2006 кога Да, потоа на крајот, да. 2006 и лошо е тоа искуство македонско со таа кохабитација, гледавме. Да. Како беше таа соработка. Мислам дека некои од вашите советници сега си прави планови за викендичка, нова кола. Ја не сакам тоа да ви се случи, ама познавајќи го досегашното искуство, мислам дека некој добро ќе се опери таму. 12 колку имате од коалицијата? 12 во центар. Мислам дека има. Од таму се од повеќе партии сега. Да. Има ли дом таму советник? Не, коалицијата на СДСМ зборим. Не, коалицијата на СДСМ има 12. Коалицијата СДСМ има 12. Да. Од тие колку се на ЛДП? Еден има дом, мислам. Еден има дом и 10 има ВМРО ДПМН. Еден има дом. Не, остати ги тие, вашите, 12. Колку се на ЛДП нема ни еден советник. Чии си сите на СДСМ? На СДСМ и останатите коалициони партии. На СДП, Народна. Колку на Народна? Дали еден или два? Еден, мислам. Еден. Аха. Сега да не правиме калкулации, значи, знаете, не би сакала однапред да ги етикетираме луѓето, не значи дека ако некој е од Народна или ако некој е од НСДП или ЛДП, дека баш тој ќе биде. Има ли НСДП пак таму советник? Има советник, да. Леле. Да, но мислам, контекстот како се да спекулираме бидејќи проектот тука 2014. Но мислам дека градоначалникот ќе има многу посуштински работи. Викам прво да се направи една ревизија затоа што излега информација во јавност, ако се точни, Жеровски ги класира дека веќе се ваделе кутии таму од канцелариите, од центар се изнесувале документи се, ако колку беше точно тоа на пресконференција го каже Жеровски. Па, тоа може лесно да се провери, нели? И јас мислам дека е најдобро и тоа и мислењето на Жерновски да се ангажираат и тоа не една, туку две значи релевантни ревизорски куќи, и тоа од овие што се големите светски четворки, нели? Барем две од нив да бидат или барем една да биде од нив, и така би било најобјективно, затоа што кај нив нема многу да има пристрасност или можност за Зборите за ревизија за ревизија прво на потрошените средства, а револаризацијата на спомениците се знае тоа како следува и затоа имаме закон. Може да замислам паниката кога им се јавиле на телефон на овие што ги прават спомениците, им кажале слушај спомениците да бидат готови за 2 дена, ама чека опак што днесно го направил, ама каков сака нека за 2 дена носи ги на спомениците, пошто ако не ги ставија сега, кој знае дали Андре мислам дека немаше да ги постави. Ако беа направени, пак ги стопеа таму. Не верувам дека ќе се топеа, макар да некој од нив да речем како историчар на уметност би ги претопила. Кој например? Па, например, видете... Никола Карев... Јас сум прва што мислам дека Никола Карев треба да стои пред собранието. Но не Никола Карев на конј и не онаков Никола Карев. Мислам дека е сгрешен, многу голем човек, како мало е кончето. Не, мислам, раката му е поголема од главата, што не може да биде. Значи, погледнете го. Дури Никола Карев сметам дека не заслужува да има таква карикатура од споменик. А кој го прави тоа споменик? Толку ли не писмен тој?
Па сега јас тука не навлегувам, значи тука имаш и комисии кои што ги оценува идејните решенија, да не зборуваме па што бара оној Прометеј спроти него и така натаму. Тука има многу да се дискутира или знаеш што, кога ќе фатиме не дискутираме за овие проблеми, одма ќе ни се пуштат овие таму и види он се рече за Никола Карев против Никола. Не нема ништо против Никола Карев. Ние сакаме да дека оне карикатура направен таму и ќе ни се смее народ кога ќе помине тука од странство, кога го види тоа ќе рече леле кај сум ја дошол. Саша, јас напротив и тогаш дадов изјава во собрание дека треба да има, значи на Никола Карев пред собранието му е место, но една убава стоечка скулптура. Зошто на конј, мислам. Навистина, и тоа не можем да го разберам, што толку љубов кон коњите од оваа влада, да на сите се ставија и што треба и што не треба на коњи. Не се добива повеќе. Да, точно, убаво е да има неколку споменици и коњаници, но тоа не значи да се види нивната историска улога што имале. Мислам дека позначаен ќе беше Никола Карев ако стоеше една стоечка скулптура во цел раст, например, но сега тоа е работа на... Добре, што не ги стави овие знам што не ги ставя на коњи таму. Киро Григоров што не го ставя на коњи е добро. Можеш и тоа да се случи. Одиме со мала пауза за реклами, почитувани гледачи, потоа вие ќе можете да се вклучите, ова емисија малку повеќе ќе вклучувам гледачи, вие ќе имаме малку гости, пак имаме простор повеќе вие да се искажете, така што и влајте ни се повеќе, одиме со реклами и продолжуваме со емисијата потоа. Промоција на новата линија на мебел дизајниран од големиот мајстор Бујото. Форми инспирирани од светските трендови, за софистицирани луѓе со префинет вкус. Долгогодишното искуство, умешноста, современата технологија и знаење допринесоа за креација на совршенство, досега невидено на овие простори. Вие одредете ја иднината на вашиот дом. Повелете во изложбениот салон во објектот на Бујото, на улица Првомајска, Безброј. Инженеринг Трейд Скопје, 22 години со вас. Инженеринг Трейд Скопје, 22 години со вас. Вистинскиот избор значи се. Уживајте во неограничените бесплатни разговори со вашите пријатели и роднини. Опуштете се и уживајте гледајќи 120 дигитални и 8 HD канали без никој да ве вознемирува. И секако, бидете подготвени да поврзувате светови со брзина до 50 мегабити во секунда и неограничен трансфер. Но впечатокот е единствен и комплетен само кога и ние сме дел од него. Направете го вистинскиот избор, изберете го најдоброто за вашиот буџет. Вашиот избор за телевизија, интернет и телефонија. Близу. За комплетно декорирање во внатрешноста на вашиот дом или делоен објект, вкрадете гипсани декорации, лајсни, розети, столбови, конзоли, рамки и други апликациони замки. М-дизајн. Елеганција за вашиот дом. Проект раководен од дизајн до реализација. Вредност која трае. Изработка по мерка и желба. Комоди, клуб маси, вградени плакари, кујни, детски соби. Телефон 6742 300 и 078 407 431. Елеганција за вашиот дом. Вредност која трае. М-дизајн. Најдобрите спортски, филмски, документарни, детски канали, дигитална и HD телевизија без доплата и без обрзувачки договори. Телекабел.
Автосервис Крос ви нуди професионално лакирање, пеглање, полирање, локално бојадисување на флеки, бојадисување на вашиот автомобил во комора со гласурит собствени бои, каролинер за излекување. Автосервис Крос ви нуди проценка на лице место на помали штети, можност на платење со сите платежни картички. Локација помеѓу Битпазар и Континентал. Телефон 3298 966 и 070 316 705. Крос. Промоција на новата линија на мебел дизајниран од големиот мајстор Бујото. Форми инспирирани од светските трендови за софистицирани луѓе со префинет вкус. Долгогодишното искуство, умешноста, современата технологија и знаење допринесоа за креација на совршенство, досега невидено на овие простори. Вие одредете ја иднината на вашиот дом. Повелете во изложбениот салон во објектот на Бујото, на улица Првомајска, Безброј. Почитувани гледачи, дојдовте во втори дел на денешниот предцентар. Да ви потсетам кои ми се гости, професор Јанко Бачев, лидер на Народно движење за Македонија и Розата Пузова-Каревска, попредседател на ЛДП. Благодарам за вашето учество уште еднаш. Почитувани гледачи, сега ќе можете вие да се јавувате во втори дел, да ги кажете вашето мислење. Денеска ќе вклучам малку повеќе од вас, бидејќи имаме простор, немаме многу гости денеска. Во првиот дел разговаравме за неколку теми. Можеме ли уште еднаш ви кажа дека сум забелел бубицата. Се почитувани гледачи, тоа е малку лапсус од моја страна, уште еднаш да ги представам моите гости, професор Јанко Бачев и Розата Пузова-Каревска од ЛДП. Во втори дел на емисијата ќе можеме да вклучиме и повеќе јавувачи, јавувајте се повеќе, ќе ви вклучим, ќе ви дам малку повеќе шанса вие да зборувате во оваа емисија. Во првиот дел разговаравме за проблемите во центар. Генерално, дали ви изненади, професор Бачев, потоа и господјата Пузова ќе одговори, дали ви изненади тоа што власта буквално не дозволи ништо да и ниедна општина да изгуби, па буквално мислам дека дури за Струмица се обидува таму да направат некои напори, значи таков победнички менталитет, тоа е стварно за респект. Они одеа на 100-0 одеа, мислам. Па види се, тоа веќе некоја така стратегија направена, значи да се ослабне, значи да се растори. Да се сгази. Сега тоа си имаат некои нивни причини. Јас мислам отприлика, сега не би сакал да навлекам во детали во емисија и да за многу време, но горе-доле ми се познати причините, да кажеме, зашто по секоја цена сака да го тргнат Бранко Црвенковски, иако од друга страна не вика дека Бранко не е на супер. И при тоа исто така се живо заинтересирани, ако веќе се направат промените, да не биде заев. Исто така си имаат своји причини, бидејќи они веќе имаат некој список на луѓе кои што сакат да ги видат. Кои што сака да ги види? Сака владеачката партија да ги види. Значи ВМРО има своји кандидати што сака да ги види? Па своји сега, така условно кажано, што сака. Лесни што може да ги. Али не сака да биде Црвенковски, а во никој случај да не го замени Заев. Тоа да кажеме за нив не е добра варијанта, сега не би сакал да ги образложам причините зашто. Чекај, дали е точно? Дали ВМРО стварно не сака Бранко да биде лидер? Или по ствари ја не одделам мислење. Ја мислам дека ВМРО пред избори и во време на кампањата работи против Бранко, за да политички профитира, а во моментите кога треба да се бута Бранко, они ќе застанат и нив им одговара Бранко да биде лидер на СДС. Горе-доле ќе ги сврле кандидатите во јавност, почнаа да се јавуваат, кои би сакале да го видат таму во таа партија како председател, бидејќи како наближува нели ако сега го одржат конгресот во мај. А инаку точно е што кажавте тоа, значи сега овој пат се одеше значи да се направи тој пораз, таа победа да биде во апсолутни размери. И многу интересно е прашање за анализа е сега меѓународната заедница. Да кажеме, ако се сеќавате вие колку беше пред година дена најмногу Филе беше најголем критичар на Груевски. Тогаш ВМРО да кажеме упатуваше многу остри критики према одесувањето на Филе и се променил таа изјава што ја даде Груевски тогаш многу радикална,
што многу луѓе вика дека еве готово со Груевски меѓународна заедница ќе го тргне веќе кога. Мислите на ова интервјуто? Не, даде една изјава кога јасно им кажа, вика вие повеќе од Брисел немаше ово први, се парафразирам, немаше да се мајтапите со Македонија, кажете или не сакате или не сакате, или се тераме. Имаше таа кога јавно. И сега зачудувачко тогаш па филе се ја смени. Сега се зачудиме пак овие од опозицијата, каде е таа толкава подршка. Да кажем еве, ако се сеќавате, имаше тука доаѓа европски пратеници во собранието, таму кога ги прашува за 24 декември, вика дека не виделе ништо. Ковид беше, мислам, и кој беше уште еден таму. Да, имаше еден од десничарската беше, да. И кажува дека не виделе ништо. И сега тоа е стварно прашање така што заслужува една Имаме гледачки, ќе пуштаме малку повеќе гледачи, сега нема да ми се наутите. Повелете во емисија сте. Добар вечер. Добар вечер, повелете. Да молам, во емисијата сум вклучена. Да, вклучена сте. Ме интересира, дали партијава што не води сака цела Македонија да ја заземи или да остане простор и на левата страна? Во ред, благодарам. Тоа е вашето прашање? Прашувам од гостите да ми одговорат. Оти треба да има позиција и опозиција, а не да држи само една партија. Да, така е. Благодарам. Така, пријатно и се најдобро. Се најдобро. Тоа прашање да одговараме, значи. Така пише во читанките. Во една демократија треба да има власт и треба да има една јака опозиција, една конструктивна опозиција. Тоа е, мислам, основните некои работи во демократијата, кај што треба да функционира, сите тоа кажуваат веќе како нема стара грамофонска плоча, дека треба јака опозиција, дека треба конструктивна опозиција, дека добро е за демократијата да има опозиција. Арно, тоа што го пишува во читанките и тоа што е во реалноста. Има ли сега после избори обиди вас да ве вклучат во владината коалиција, пак гледајќи дека вие тежите 10.000 гласа, што не е малку? Винувате некои директорски места, министерски места сега? Не сме имали ние разговори, точно дека нови локални избори, ако има гледач, пак ќе продолжам. Да, има гледач, пак ќе продолжам пак. Повелете во емисија сте. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Може едно прашање до господинот, да го прашам, на времето велеше дека Бранко Црвенковски му се заканува во железен сандак ќе го носи, а сега многу голема одбрана му дава. Не можам да сватам некои луѓе како се менуваат. Јас многу го почитувам, меѓутоа сега што го слушам ова од него, а и многу други пати, значи не доликува такви нешта. И ова е срамно, го слуша цел македонски народ, а не само македонски народ. Госпоѓа, и господјата ревизија. Чека да ве прашам нешто само. Да ве прашам нешто само. Емисијата молим те да ја водиш не пристрасно, да ги прашуваш гостите и да ги оставиш, а не ти да се мешаш. Значи ти треба да научиш да каков новинар да бидеш, па после да ја водиш оваа емисија. Може да прашам само нешто? Сакам да ја прашам каде ти го браниш Црвенковски? Морам да дадам едно појаснување. Јас не знам нека гледа добро емисијата кај го брани Црвенковски. Ја не знам. Него вие ме прашате. Не, ова е од напишаниве реплики. Вие ме прашате за опозицијата, јас кажав дека Бранко Црвенковски им смета на ВМРО. Ако сакаат да го тргнат, него они да кажем ако викаат дека им е најдобар спаринг партнер, од друга страна моје мислење дека сака да го тргнат од СДС. И сега ако тоа го сваќа како бранење, јас дадов едно моје мислење. А иначе јас колку имам напишано за Бранко Црвенковски критика, господите верувам дека нема толку прочитано. Колку имам критички против него пишувано. И не знам од кај го извлече, стрекај што вашата емисија, ја ставате на твојот портал Мактел, нека ја погледна репризата и. Па тоа сакам да ја прашам каде го бранат Црвенковски, не видов такво ништо. Може би критиката кон Никола Груевски или не сваќате како бранење на. Видете се, јас тоа е многу интересен момент. Јас сум свесен сега како помала партија, јас сум свесен дека јас секој пат ако кажам нешто критички против Груевски, ќе кажат ова е човек на Бранко. Ако кажам нешто против Бранко Груевски, ќе кажат ова е човек е пуштен од Груевски. Така да мене ми е тоа веќе познато, сум имал тие моменти. И ќе веќе наврнам и во контекст на прашањето што го поштаваме ние на овие избори настапивме сами како автентична опозицијска партија, дури промовиравме еден слоган за нов политички избор, иако сме свесни дека сега овие двете големи партии во овие уште не се созреани условите да ги победи една помала партија, иако ако видиме во околината, во регионот, во соседните земји, веќе се случија тие промени. Во 90-те години тие партии што беа пандан на ВМРО и на СДСМ веќе заминаа од политичката сцена, дојдоа нови партии. Така. Ево во Бугарија. Секоја партија што ќе освои 10.000 гласа е тотално за респект, бидејќи мене ми треба 10 години да направам 5.000. Па ние вака сега не само 10.000 гласа. Ние имавме вака сега да прецизирам точно. Имам уште не гледа, само ќе го вклучиме па потоа. Повелете во емисија сте. Ајде, дајте, уклучите. Ајде, уклучени сте.
Ало? Ајде, уклучени сте, во емисија сте. Ало? Ме слушате ли? Слушам, ајде. Ајде, во емисија си. Види, прашање за господинот Јанко Бачев. Ајде. Ајде, збори. Каде му е овој омилениот Срđan Керим, нешто го заборави, треба да продолжи и понатака да кажува вистината како што кажуваше Јанко Бачев. А што е тоа со Срđan Керим? Објаснете ми, јас ќе појаснам, јас ќе кажам. Па знае господинот Јанко Бачев, знае. Најдобро знае и од комплет, од А до Ш, до шишето на крај. Добро. И за советник во општина Центар. Да. Па еден е, мислам дека е од алтернатива, ова нова како се вика, толку. Која алтернатива? Демократска, како се вика, нова алтернатива. Оровчанец. Во рамките на опозицијата? Да. Благодарам многу, господине. Одговорам на господинот само и во контекст да завршам, значи ние настапивме како автентична опозицијска партија и јас, иако немаше еден збор во тие електронски пишени медиуми, значи ние во еден демократски мрак фактички ја истеравме таа кампања, ја теравме локално и може од аспект на малите партии што учествувавме можам да бидам задоволен бидејќи ние освоивме 10 советника, Дом имаше 9, Стојан Андов освои 2, партијата на Лазар Јановски исто имаше 2 и ова на Бранко Јаневски социјалдемократска партија 1. Значи ние ги победивме сите помали партии. Чекај, нели ова ствари Иван Величковски е мој голем пријател, но нели ова дебакл на либералната партија? Он има два советника освоија. Да освоиш исто гласови како што освоила партија што не постои, тоа е СДУ. Ја мислам дека тоа е дебакл. Иначе да можеме на господинот он асоцира, јас во мај тоа ќе малку се подзабори, во 2007 година излегов на пресконференција и го извадив со работничкото досие на Керим пред јавноста во тоа време и после од тогаш така водевме некои судски постапки, па сега со овој законот за декриминализација ја префрлија во граѓанскиот суд, постапките се уште се терат, што е најинтересно тоа е во судот да кажеме се направени такви злоупотреби што постапката е водена без мене, без уредна достава. Инаку јас се што го кажав тоа стојам тогаш, ја кажав 4 моменти дека е разузнавачки обработен, дека е лажно се представува дека е дипломат од кариера, бидејќи тоа никој пат не бил дипломат од кариера подразбира со се нешто друго. Он секогаш бил поставен по клуч, по национален клуч, ги добил тие функции како турчин или како србин или како југословен, како се има декларирано. Значи јас стојам и за неговите криминални работи што беа во Германија, додека беше амбасадор, значи јас стојам за тоа, за жал судот брзо потезно ја тера работата, значи со големи злоупотреби и сега се префрли постапката во граѓанскиот суд. А иначе околу шишето што спомна господинот, тоа доста се пишуваше во јавноста, мислам тоа е познато. Имаше многу комично предавање пред 2 дена на правен факултет го држеше Срđan Керим, каде што он самиот себе се прогласи за најголемо дипломатско достигнување на Македонија. Тоа го одиграат други. Да имаш предавање да кажеш дека јас самиот сум најголем успех на Македонија на дипломатски план. Тоа е многу нескромно и многу смешно да кажем. Господи Караска, ви сте наред, многу ви одземав, сега вие ќе зборувате за овие работи што се кажа, но допуштаме уште еден гледач. Повелете во емисија сте. Добро вечер. Саша? Повели. Да се слушам, не се секирај. Господја, зашто се јави научена е школата од Јанко и ти треба да научиш од Јанко. Секогаш кога не го бранам Груевски, јас сум... Они не се научени критика и за своји и за туѓи. Народот сака да слуша една и друга. Ако не се слуша оваа твоја емисија, дека не се уклучува, нека си го слуша Јанко и Латес. Да. И нека не се секираат гостите, ете го и Јанко, јас сум ете, например, левичар, мене ми е човекот оригинален и нема зашто да не си го каже своето мислење. Што сака господјата да биде она што сака? Ке Јанко, ке Лата си Миленко. Еднаш имаме и ние една емисија, нека не остават на рад да слушаме од две страни во мола. Не го испра мозокот, ама не може да носите. Фала и фала ти за поддршката. Господин Караска, поверете малку и вас да ви дам простор. Па еве, јас би пак го коментирала ова последното, особено, значи, ние си имаме една емисија. Докаде дојде нашето новинарство, докаде дојде значи независното новинарство во Македонија, да луѓето веќе си чувствуваат дека никаде немаат простор и тоа доведе до она неизлегување на дебата. Значи нема веќе на која програма има дебата,
Значи, нити на Сител, нити на Канал 5, ниту на Македонската има некоја дебата, таму се прават некои обиди, но и тие горе-долу не баш многу успешни. И за жал, одсуство 24 часа нешто сега гледам дека имаат одредени дебати, но и таму не гостуваат, особено ретко сме виделе да на дебата учествува министер, заменик премиер, па премиерот апсолутно се знае, тој гостува единствено кај Јанко и кај Миленко, на друго место. Беше еднаш кај Роберт Поповски, многу лошо си помина, ама за жал... Ама и Роберт Поповски, за жал лошо си помина. За жал и Роберт лошо. Да. И сакам да кажем дека, ова што го кажа гледачката, и ние си имаме една емисија. Мислам дека тоа за една демократска земја е многу жална порака. Многу жална. Значи, луѓето не можат да чујат било каде по различни мислења или спротиставени мислења. Имам уште еден гледач. Извинувам. Видете, ова е многу интересно прашање. Сепак јас овие неколку денови многу ја критикувам опозицијата. Така што многу луѓе се изненадени сега попочнаа да ми кажуваат: "Ха, тебе па те купиле." Значи, така сме ние навикнати вака да размислуваме, или ќе браниш една страна слепо или па друга страна слепо. Мислам дека треба да бидеме објективни и се надам дека јас сум објективен. Гледачите нека судат. Повелете во емисија сте. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Да прашам, оваа телевизија во која општина се наоѓа? У Железара. Од Газибава. Да. Тоа е добро, сега за центар да ви кажам. Ајде. Тоа е добро што изгубија во центар, ќе почне да се гради Газибава да се напредува. Молам, не ве слушам. Ќе почне во Газибава да се работи, да се загради. Доста е во центар што се градеше. Затоа ли? Сега тука ќе прават фонтани и споменици во Газибава? Не, има си тоа, ама ќе се вгради, тамо е незадоволен народот и да кажам за Жириновски. Не гласаше народот за Жириновски. Туку? Па контра за проектот за... Аха. Да, што е тај партија, он кажа во Битола, ако беше во Петка изгинила. И вика, ја ке се откажам од политика, за кој не добијам претедничко место. Ме слушате? А вие кај гласавте, у која општина? Ја, во Газибава. За кого гласавте вие? За ВМРО ДПМН. Аха, добро ли работа тони во Газибава? Па, Коца ќе го прави добар градоначалник, успешен. Аха. А доколку бевте во центарот, за кого ќе гласавте? За кого да гласам? За Тодоровиќ. За Тодоровиќ? Да. Кажете нешто друго, браче, зашто не гласам, тоа е мала партија, тоа е една партија... А дали како гласач, например, доколку би живееле во центар, дали би ви сметало тоа што се случи со Зебра, например? Не, убав проект е тој. Аха. Па сите пазарите, тоа јас само ја не ги гледам. А дали е проблем ако ти како градоначалник си правиш од гража трговски центар кој што е твој, нели туку малку... А зашто не кажете дека он запослува дом до деца, колку запослува до домот? У кој дом? По 11 октомври, во Тинес, колку работа тоа? И па он ги запослува поради ниската плата што ми ја дава. Кој најдобро ги плаќа сите маркети, не Вера, ни Тедико, ни... 6000 денари ги плаќа. Колку? 6000. Много се гадва, сопругата ми работи таму, гадна се бавате. Колку зема? Тоа е над 12.000. Одлично, тоа е добро. Па не, вие сте новинар, вие на канал 7 рекоте талибанци македонски одна. Сега викате 6000 плата. Не е утврдено тоа, со гаранција ти кажува. А тоа што се изградија 106 споменици, тоа добро ли? Не, тука му има грешка, тоа е реално статут. Ама не гласа за Жириновски, он е контра, не. А Бранко му е криво што го предложи, па не, он јас ќе нема градоначалник на центар. Он има сосема една мала партија. А зашто ако тоа е погрешно да се изгледа 106 споменици, вие пак би гласале за Тодоровиќ? Тодоровиќ е успешен со него, како ми вие замислувате? Он се успешен за него, тоа е него коментар. Зашто? Па и коментарно го делува сегде. И за нова година, за Божи, за Велик. Како ви тоа не го гледате, не го гледате, само тоа за Зебра се патили. Не ли беше од СДС, тој директорот за Кикалова? Беше, да. Па зашто не го спречува, че демократите го пуштат да се кандидира? Ви благодарам многу, господине, што јавите ни се пак.
Не, јас сега поздравам да се гради сега во Газибава, да почне центар Джоване, доста сега нашата општина да се изгради доволно. Важи, ќе се изгради, ајде. Благодарам. Ајде, поздрав, чао. Добро, еве, има и гледачи кои што имаат убаво мислење. Јас тврдам дека Тодоровиќ е успешен бизнисмен. Кога сме околу бизнисмените и парите и успехот, беше ли грешка тоа што се нападна Стефче Акимовски дека продавал гаќи на пазар? Сите ние некогаш сме биле ниско, па сме се качили високо во животот. Треба ли тоа да е проблем од кај си тргнал? Беше ли тоа елитистички напад? Што мислите? Па, јас не би сакала да коментирам за, поготово за Стефчо Акимовски, мислам дека ќе ме разберете, но јас би сакала малку да се вратиме, нели, остана нешто недоречено околу тоа што го загатна оваја, значи, претходната гледачка и потоа, еве, вие, Саше, се недоврзавте дека ако почнете да ја критикувате или било кој да ја критикува и опозицијата, веднаш втасуваат. За жал, тоа не е од сега, тоа е македонскиот синдром од многу, кој влече корени уште многу одамна. Нели, па јас давам многу често да кажам дека уште на почетокот на минатиот век, така и било. Ако не си, значи, со бугарите, значи дека си со србите. Ако не си со србите, и си тогаш со бугарите. Не луѓе, со македонците сум. Значи, тоа сакам да кажам, нас тоа ни треба да бидеме да имаме објективно новинарство. Тоа ни треба. Значи, тоа е да бидеш објективен, да ги критикуваш оние што се лоши работи и кај власта и кај опозицијата, но и она што е добро да го пофалиш. Значи, ако така имаме едно такво објективно новинарство, мислам дека и државата ќе ни биде малку поинаква. И јас би сакала лично за себе да слушнам и лоша критика. Јас не мислам дека сите мои постапки се најдобри. Јас да искористам шансата да искритикувам сега, може ли? Може. Еве, вие како ЛДП навивате ли за промени во СДСМ кои што ќе донесат квалитет со кој што ќе се бутне ова власт која што според мене не работи добро? Бидејќи вие сте жртва на неквалитетот на СДСМ, бидејќи поради нивниот неквалитет целата коалиција губи. Давам и позитивна критика, мислам дека вашите кандидати најдобро помина на овие избори. Аци Коцевски за малку не победи во Велес, тој е ваш бивш кандидат, ваш кадар. Вие го имавте кандидирано, мислам, на претходните избори, ако не се лажам, така беше? Не, да. Предходните кога беше градоначалник. Да, локално. Еве Андреј, Стефче е ваш бивш кандидат. Убаво поминуваат. Ако одиме така и Бакрачевски беше наш. Така ли? Во Охрид и Латиновски беше наш член, сега да не се враќаме ќе излезе. Дали го вие ЛДП внатре во себе си навивате за подобра промена во СДСМ, иако јас знам дека јавно тоа нема да го кажете сега? Не, значи јас во принцип мислам дека секој треба да си одлучува сам во својата партија и затоа што и најдобро е запознат со ситуациите и верувам дека таму има луѓе кои што прават анализи и знаат што е најдобро за нив. Значи јас верувам дека е тоа така. Јас од страна кога ги гледам работите, навистина мислам дека е многу неблагодарно да некој исто тоа на соседот да му кажувам како дома тој да функционира. Така да не би можела да ви кажам околу тоа, но факт е дека и опозицијата треба можеби да направи една нова стратегија, затоа што и да сватиме дека имаме многу сериозен противник кој што ги користи сите можни ресурси кои што му се на располагање, од медиуми до финансиски средства, до вработувања партиски, администрација и сето тоа, за да се протистави на таков мора да биде подобра. Да, и треба да обстојува на одлуките што се носат. Значи особено мислам дека и овај народ препознава кога човек си останува доследен на некоја одлука. Господин Бачев, уште еднаш да го повториме вашиот став дека ВМРО сака да го трне Црвенковски. Стварно ли го мислите тоа пред да го одговорите да клучам уште еден гледач? Повелете во емисија сте. Ало, добро вечер. Добро вечер. Збориме за објективност. Ајде. Која е објективност? Кај може, дали беа овие избори за премиер или беа локални избори? Во ниједна држава не ема премиерот да оди на локални избори и во најмалите општини во селата да агитира за избор на градоначалник.
Значи објективност нигде. А вклучување на министрите тоа е посебна работа. Трета работа. Сечење на ленти, отварање на зони, не знам, градење на ова, градење на она. Тоа само збори дека едино во Македонија тоа може да биде. И трета работа, ако, како што господинот Груевски се фали дека народот го избрал, народот му дал мандат. Зашто пред владата и пред парламентот вечето стојат оградите? Од кого се плаши? Од народот? Од реше го избрал? Значи тој не го избрал, ако се плаши и огради става. Тоа е објективна работа. Дори тоа не се тргни, не може никој да име ни објективни избори. А посебно новинарите. Тие вечето се наклонети кон оние кои се на власт. Ретки новинари кои можат објективно да зборат и да кажуваат својата вистина. Така да дори за господинот покојниот Младенов, јас се сомневам дека тоа е вистина, дека возел со 160 на сат и погинал одради тоа. Чисто се сомневам, ја мислам дека е убиство. Ви благодарам. Благодарам многу. Јас не се согласувам, мислам дека тоа беше несреќен случај. А чекаме да видиме истрагата што ќе каже доколку е безпротивно, тоа наистина ќе биде алармантно. Но наистина не мислите дека ВМРО ДПМН сака Бранко да се замени од СДСМ? Па јас го кажав тоа и предмалку, значи они кои не случај не сакат Бранко Црвенковски да биде председател на партијата на СДС ако ќе победи. А исто така како дополнение кажав, не би сакале евентуално ако се повлече да биде заев тој председател на таа партија доколку во некоја една прилика ги победил. Ма зошто не би сакал ВМРО да помогне Бранко да е лидер на СДСМ, бидејќи го тепа веќе имат свој не, вака се јас кажав дека не би сакале он да биде председател на партијата која би ги победила евентуално некои идни избори. Тоа е веќе друго. И да не биде заев. Тука веќе одите на одмазништвото што би го направил Бранко? Па не сакам сега да коментирам што е. Не, тоа друга тема. Да. Тоа сега, али во секој случај веќе значи они играат, имаат своји кандидати кои што сакаат да ги видат на СДСМ. Али тоа што го кажав да кажеме сега. Ајде ги спомнеме тие кандидати што сака ВМРО да ги види начално. Па не почна да излегуваат сега. Кире Наумов? Па он е веќе еден излезе. Кои се прифатливи да кажеме за ВМРО да помине дури во случај да кажеме во некој сега да кажеме во една демократија јасно е дека не може ВМРО да владее вечно. Така, значи еден ден ќе дојде до промена таа власт и сега се ги преценува тоа тие, така да ги кажеме условно припремни действија. Инаку не е непозната прилика во Македонија дека властите да се мешале во други партии. Така, во 90-та година кога беше формирана ВМРО ДПМН, одман таму во највисокиот избрашен комитет на Лјупчо Ѓоргиевски, но бутнаа двајца луѓе од службата за државна безбедност кои што беа. До кога беа тие во службата? Мислам до ВМРО? Беа во извршниот комитет на ВМРО. До кога? Па беа долго време. До 97-ма? Па имаше еден порано, еден покасно. Мислам дека знам за кого зборувам. Правија своји партии. Така, значи тоа не е непозната појава да владеачките партии сакат да имат контрола за врз опозицијата. Уште да пуштиме. Поверете во програма сте. Добро вечер, поверете. Слушай, многу Бачев го викаше емисија голем случај стана. Нема да дозволам да ми ги навредувате гостите. Не, ако нека се каже се, нема да дозволам да ги навредувате гостите. Ова емисија ќе има постојани гости, соработници да убаво е да си го кажат мислењето, не е ништо спорно да. Не, ја не стекам да дозволам да ги враќаат гостите, бидејќи мислам дека за разлика од гостите кај Емиленко кои што добиваат не знам колку 200-300 евра од гостување, вие не добивате ништо од мене, бидејќи ја не имам што да ви дадам, така што многу сум благодарен што доаѓате и нема барем да дозволам да ве вреѓаат. Тоа барем може да го направам. Повелете во емисија сте? Не го слушате телевизорот, слушате го телефонот. Што ќе случува понатаму сега после целата оваа разврска? Ќе има ли предвремени избори? Кои се още очекувања? Навистина во овој момент е многу тешко да се прави било каква анализа, но мислам кога се знае кој одлучува за тоа дали ќе има предвремени или ќе нема, а тоа е сепак Груевски и може би некоја мала улога да има тука и Дуи, може се да се очекува. Значи, апсолутно се да се очекува. Мислам дека се додека не добие некоја завршница било каква,
дали во позитивна насока или макар и одбивањето, тоа е завршница, предлогот со името и ова околу името што се случува, не очекувам дека ќе има предвремени парламентарни избори, затоа што сметам дека тоа би било и многу несериозно. Како што рековме, меѓународната заедница и Европската комисија многу инвестираше во овај проект што е околу името и не би се дозволиле така лесно да тој не добие една барем една завршница или пак нешто што ќе наговестува дека ќе има некакво решение понатаму. Но, реков, пак не се може да се случи. И јас мислам дека најлогичен тајминг може да биде ако евентуално има референдум за името, ако дојде до тогаш, може би референдум заедно со предвремени парламентарни избори. Секако ако ова добро се помине во јавноста околу името и се добие датум за преговори, тоа пак би бил еден момент кога може да се одлучи Груевски на предвремени избори, затоа што тој излегува победник во таа ситуација. Дали е возможно Груевски да прифати со странците да го прифати предлогот и да го стави на референдум да го напаѓа предлогот? И он сега да биде дупел победник. Ем ке рече на странците, окей бе, еве јас прифатив, ама народот не го избра. Пред народот ќе излезе патриота, а пак СДСМ ќе го брани предлогот пак на референдумот, ем ке излезе поразен дома. Не верувам. Значи, прво не верувам дека СДСМ ќе го брани. Значи, сега јас не сакам да зборувам во нивно име, еве велам опозицијата, значи Сојузот за еднината, барем не верувам дека ќе го брани предлогот за името, затоа што прво рековме да видиме многу работи уште се нејасни и недефинирани околу овој вака предлог. Еве јас кажувам да не бидам како премиерот на Сител што звучеше јас не би гласала. Тој така се изјасни нели пред година дена, ако биде, не знам, Северна Република Македонија, јас ќе распишам референдум, ама јас ќе гласам против. Сега не бидам и јас исто таква, но на пример овој предлог вака, она што излегува, јас за мене е неприфатлив во овој момент. Не слушнав ниту еден збор, значи, околу идентитетот, околу народот, околу јазикот, значи, апсолутно ништо. Колку што знам, колку што слушат, став на социјалдемократскиот сојуз барем порано, беше тоа дека има бланко поддршка ако се зачува идентитетот и јазикот. Последно време што слушнавме од Бранко Црвенковски дека и таа бланко поддршка веќе е доведена во прашање, барем тоа беше една од изјавите. Значи не како ќе се владата, дали владата ќе го брани? Владата ако оди, значи на странците им вети, а потоа оди да го напаѓа предлогот, мислам дека тоа е крајно нечесно, тоа веќе и ако многу работи кои што не се честни направи оваа влада и се дефинира дека има склоност кон не само кон популизам, туку и други работи кои што не се во рамките нити на законот, нити на честноста, мислам дека до тој степен не би одела. Тоа би било веќе... Вашиот став за овие прашања? Па јас само мојот став го кажав за името, значи на Македонија треба стратегија не за национален пораз, него стратегија за одбрана на името, значи не сме никој да помисли во оваа држава дека треба да го менува името и таа наводна неопходност. Но кои се уште очекувања, како ќе одиграе владата, што мислите? Да пуштам да гледаш пак е продолжение. Поверете во емисија сте. Ало. Поверете. Добро вечер. Добро вечер. Со Јанко многу фино се знам. Многу поздрав. Јанко. Момент. Ајде. Поверете. Саше. Повели. Може со Јанко да ве покарам, зашто Јанко многу добро ме знае, да се сретнеме еден ден. Да ми се кажете термин. А ми го знае слушајот. Поздрави го Мирко од Бардовци. Слушајот го знае. Јанко. Имате некој проблем што сака да ви помогнеме некако? Да, Јанко го знае слушајот. Па сакам да се сретнеме еден ден со Јанко и со вас. Како да еве јавете се на овој број после емисијата и пак ќе се договориме, ајде. Поздрави го Јанко, не знае и го знае слушајот. Благодарам многу. Да, имаше проблем, човекот доаѓаше кај нас во партијата со имотните парцели. Голем комплекс има таму во тоа Злокуќани и Бардовци.
Па му беа направени големи Штеди му беа направени? Па големи незаконитости му беше и тераш некои постапки, па така ние му помагавме со некои правни совети и дури има сега мислам дека престапка и во Страсбург. Аха. Не знам и А да не му барале мито па за тоа понесете да даде. за иметен спор. Аха. Поведете во емисија сте. Добро вечер. Добро вечер, поведете. Вака, кога го спомнавте вече Еца Трахиц, не знам која дебатна емисија беше, и вика, што е вика да се смени името, после 10-15 години може да се врати. Сакам да го прокоментираат овие. Сега друго нешто. Што се однесува до спомениците, Бачев знам дека еднаш рече, на Солана која му прачале за време на референдумот, во Македонија има 200.000 осознаени македонци, не се секирате. Сега спомениците, мислам, играат таа улога да добиеме многу повеќе осознаени македонци. Нека го прокоментира тоа. Кој го кажал тоа дека спомениците играат таква улога да имаме повеќе осознаени македонци? Јас го кажувам. Вие го кажувате тоа? Уште што се однесува до Роберт, емисијата што вика сега сте добиле, Роберт вака си држеше они негови дебатни емисии со гем, што ти знам тамо месо билјали, и една си призна, вика, ние си тука кажуваме, ама многу малку луѓе ни веруваат, вика во тоа. Чекате сега, вие сакате да ми кажете дека е оправдано што ме укина на него емисијата? Не кажувам дека му укинале, дека никој не му гледа или пак никој не му верува. Така ли? А повише му веруваат на Лата според вас? Не знам на Лата дали му веруваат, али она вие сега тука што кажувате конкретно ти, не веруваат дека луѓето ти веруваат. Така ли? Така. Благодарам многу. Имаш друго прашање? Да, дали вие ми верувате? Не. А зошто ја гледате емисијата? Да гледам за да знам што глупости се зборат. Благодарам многу. Јавете се пак. Јавете се пак, господине. Многу симпатични човече. Пријатно. Пријатно. Значи околу името мојот став. Што кој ќе да чекорите како е сега моментов престанете да бидете лидер на партија и размислувате како политички аналитичар? Како ќе го одигра ова Груевски пенатон? Само да довршам поента, значи никој нас не ни дава право, нели, како оваа генерација македонци да одлучуваме за сите претходни генерации, за сегашни и за идните, да го за името, јас сум дури против референдум. Бидејќи тука во Македонија сега тенка или нијатен тој референдум. Кој ти гласа? Околу 35% се од населението е немакедонско. Многу сега да бидеме искрени, на тие другите националности не ми е битно името толку. Ама сепак ова е нивна држава, така ли? Нивна, ама сите тие викаат за компромисот не представува проблем. Албанци, турци, роми, власи, сега да бидеме искрени, не ги толку тангира колку што нас македонци. Значи тој референдум една претпоставена ситуација може и да не успее. Сега сум свесен за влијанието на лидерите. Доколку утре Груевски излезе каже свој став или опозицијски или Црвенков каже свој став. Што ќе каже Груевски ме интересира мене. Тоа ќе влијае, па сега Груевски најдобро да каже дека нема да менува името. Доколку он се согласи да го менува името, тогаш останува да се надеваме дека народот ќе биде на висината на задачата. Дека нема да го послуша, доколку сугерира промена на името. Инаку сите не знаеме дека влијанието на лидерите е големо врз сега да кажеме ВМРО да се контролираат некаде по 200.000 можеби таа. Дали тогаш може да видиме понатаму странците да бараат од Груевски не само да го прифати предлогот, не само да го брани, него да бараат него и да помине на референдумот. Знаеки ја улогата на Груевски во електоратот дека он може да му помине се он што ќе сака, утре да распише референдум, не знам, да што за каква глупост да му текне. Какво поди прашањето? Ако он се подкуп со неговите мерки со шекер, брашно и други финти, он може се да протурка, ако сака. Јас знам само една единствена работа, дека во овој момент Груевски е единствен што може да се согласи со промена на името и да единствен и да помине тоа, ако помине, се сомневам јас, али мислам ако веќе го активира членството да помине и на референдум. Мене ми се чуди странците од кај затоа што секој друг што би се обидел, дури и да не е Груевски на власт, веднаш, значи после ќе падне за 24 часа. Сигурно да го промени било што да. Ќе му направат пуч одма. Апсолутно. Тоа им е јасно и на странците и на сите аналитичари. Што сакав друго да ја прашам сега? Веќе сме при крајот на емисијата, 9 часот. Веќе сме при крајот на емисијата. Сакам да ви се благодарам што бевте гости во денешниот пресцентар.
одвоивме околу час и по за нашите гледачи. Се надам ќе дојдете пак и да продолжиме да дебатираме и за други теми кои што ќе случуваат и понатаму. Многу ценам вашето присуство и понатаму нема да дозволам некој да ве навредува. Знам дека ова беше од оние верни гледачи на други емисии кои што не се согласуваат со што го кажуваме, но јас знам дека голем број се согласуваат. Секој ден ми седнуваат луѓе и ме поздравуваат оваа емисија, така што ќе продолжиме и понатаму со оваа емисија. Уште еднаш многу ви благодарам и се гледаме повторно. Ми благодарам и вас и мислам дека тоа што има дел што не се согласуваат и е добро. Тоа би било дебата, затоа го водевме до сега и тоа е демократија, да не се согласуваат. Јас не сакам да се согласуваат луѓето со моето мислење и да ми кливаат со глава. Тогаш нема да имаме дебата. Ви благодарам. Поштовани гледачи, останете понатаму на фреквенцијата на АТВ. Се гледаме повторно утре во 19 часот со нови интересни гости.